Отвореното студио продолжува со нов разговор. Во нашето студио веќе е Олександар Урбановиќ од Сдруженијето Лесија Украинка. Ви благодарам што се одзовте на нашата покана и вечерта сте со нас. Добра вечер. Ајде да започнеме со она што вие сте председател на Сдруженијето. Какви активности реализира Сдруженијето? Знаеме дека на токму 24 февруари секоја година организирате и настан. Да. Ние оваа година заедно со Украинска амбасада направиме со дипломатскиот кор и со политички лица, со Сдруженија од украинци еден настан во Католичка црква и тој настан беше направен таму поради тоа што токму знаеме што протестирање пред руска амбасада и све веќе ниту носи некоја смисла или некоја символика за нас, па ниту сакаме да ги гледаме, искрено да ве кажам. Колку во едни вакви услови кога агресијата е активна, кога војната е веќе четврта година, е предизвик да се одржи тој национален дух? Знаете, искрено да кажам, јас повише се чудам и се гордеем на тие луѓе што во Украина веќе 4 години поред живеат под тој стрес, под тоа гранатирање, под сирените и искрено они веќе навикнали и се трудат да шегуват во таа смисла. Се слушам со некој и они кажат, шахет лета, каже жена спи. Нема смисла да се будеме некаде далеко. Веќе они се научили на тие звуци, на све, како за секојдневие, да кажеме, за жал. Се навикнали кога струја по 3 часа на ден се појавува само тоа и оптимистички. Сите. Тешка е зимата, особено во тие делови се соочуваат со минусни температури, во моменти на недостаток на електрична енергија, се користат генератори за да се стоплат домовите, тие кои што останале нели во украинските градови. Што велат вашите контакти, со кои контактирате, како ја пребродуваат зимата? Видите, благодарение и на досегашната помош, нели, и кога беше збратимување на град Кавадарци со Буча, беше од градоначалник Митко Јанчев испратен генератор од 650 киловати, кој денес помага во Украина веќе четвртата година, можеме да кажеме. Тука собираме и хуманитарна помош, со таа хуманитарна помош купуваме генератори, топла постелнина, перничење, такви работи и ги испраќаме до Украина. Така во сите држави се одржуваат такви хуманитарни моменти, настане и кој колку може помага и тоа е голем подкреп за Украина да го, како вие кажавте, да преброди таа зима, да ја преживее. Што е најпотребно во моментов? Најпотребно беше во моментот кога Украина целосно останала без струја. Беше најголема потреба за генератори и за обновување на тие станици кои произведуваат струја. Делови се барани цел свет да се обнови, затоа што нели тој се градува со години, а се уништува со проектили и наверно и многу цинично беше уништено за да цивилни луѓето да останат без струја. Тоа не е војна, да кажеме, војните лица или нешто, да се каже буквално уништување за цивилните лица и тоа. Колку кога некои жители, граѓани на Македонија или на соседните држави се илјадници километри или помалку подалеку од линијата на фронтот или од Украина, колкава е свесноста кај самите луѓе дека на некој им е потребен тој генератор, дека треба да ја помине зимата, дека треба топлина да се произведе со тој генератор? Како поточно да ви одговорам, мислам тоа тие моменти кои ние ги имаме тука во мирната Македонија, тоа е за нас најнормално да ставиме полнеж, да го наполниме телефонот, да укучиме свето, да појдеме или нешто да скуваме. Тоа е нешто што наеднаш го губиш. И во тој моментот луѓето се снаоѓаат како да стопат храна, нели како болници да функционираат, пак треба образование да биде за деца да се погрежат, така школи да работат, градинки, све. И тие најнеопходните моменти се покриват со генератори. А секоја семејна куќа веќе треба некако да се снајде, затоа што, пак ви кажал, струја се пушташе на 3 сата, некои купили батерии,
во тие батерии таа струја наполнуваат, кога има струја и после ја користат за да покријат некои најнеопходните моменти. И плюс во Украина има газ, гасифицирана, така и тоа е еден од добри моменти со што можат луѓето да се стопат, да сготват храна, да кажеме, и кога нема струја, газот има. Да, задоволни сте како жителите на Македонија се одзва и помогна на Украина? Или можеше да се направи уште многу повеќе? Видите, ние секогаш можеме да разговараме во моментот што би можело повеќе да се направи или помалку да се направи, ама никогаш нема да заборавам таа голема поддршка во првите денови кога ние шатор поставиме, толку луѓе дојдоа, толку луѓе оставиле своите телефонски броеви, кои кажале ние знаеме што да бидеме бегалци, така тука можете да запишете, да ни се јавите кога треба некој да го згрижиме, да дадеме за солниште на неколку дена или на месеци, све без пари. Луѓето ги примале со пари, со храна, а лиштата ние испратиме од Македонија, мислам, повише од 600 тона хуманитарна помош, што е благодарението и на луѓето, и на приватен бизнес. Така, мислам, за мала, убава држава Македонија, тоа е голема поддршка цело време за Украина, така сме благодарни. Колку, да се навратиме на работата на Сдруженијето, колку македонските власти, споменавте и донации од општини, колку излегуваат во пресрет или колку одговараат на вашите барања, програмски цели кои што ги имате? Видите, нашето најглавното барање беше да им се возможи луѓето тука да се пристојуваат повише од 180 дена и да не бидат третирани како туристи. Тоа ние го решаме во првите моменти со издавање на лични карти од хуманитарни причини. Второто барање, тоа кошташе 2000 и нешто денари, ама кога дознавме тоа, буквално за 2-3 дена сите институции тоа го средија и бесплатно ги издават тие лични карти за луѓето што ќе поднесат барања од хуманитарни причини. И втор момент, тие што ќе сакат да се вработат, треба да добијат лична карта од... Не е лична карта, тоа е повише како под привремена заштита под пакет. И таа привремена заштита им се издава до 24 август секоја година. Вашиот парламент го обновува тоа. Сега е обновено тоа? Па треба, сега им трае до 24 август. До август. И со таа зелена картичка, да кажеме, они можат да се вработат без никаков проблем, исто како македонци во било која фирма да работат. Тоа значи дека може и имате здравствена заштита? Здравствена заштита им се дава кога они се вработуваат, им се пакет придонесе, така се покриват. А тие што не се вработуваат, а имат лична карта од хуманитарни причини, можат во фонд од здравство, мислам да се упакет 1700 денари беше нешто месечно и да бидат покриени од фондот, со што помагаше Црвениот крст. Колку украинци има во Македонија во моментов? Имате таква информација? Видите, податоци тие што ние имаме од институции се точат околу 2000 украинци, да кажеме, ама искрено да ве кажам, тие што присутни тука како во здружение, во све и што живеат, мислам не повише од 500 луѓе. Постојани жители кои што се од државата. Денеска присуствувавте вие на настанот кој што го организиравте. Како сте задоволни, кои пораки беа испратени? Најглавната порака да до завршување на војна, да кажеме до нашата победа, до настапување на мир, да бидете вие со нас, да не поддржувате и да знаете што Украина е тој штит кој ве штити од руската агресија, од руската пропаганда, од све, затоа што за жал многу украинци изнагина и загинали од само една глупост на Путин, што он сака да ги освојува териториите, мислејќи, не знам, Русија мала или што, по територија може му фали некој 2-3 километра, ама толку луѓе да гинат во 21 век за територија, за земја, не ми се поверува, така би сакал да ве замолам до завршување, до настапување на мир, да не поддржувате кој како може. Не зависи тоа дали сте богати, дали сте сиромашни или имате многу малку пари.
таа помош. Да знаете што ние не бараме нешто многу, бараме моментално од тој што сме настрадани. Ако бараме генератори, тоа значи струја уништена. Додека струја функционираше, атомски електроцентрали во Украина функционирале, имавме достаток на струја и све беше прекрасно. Се соочуваме или популарно ние новинарите знаеме да кажеме дека во војна вистината прва умира, па така се соочивме и со низа на информации, шпекулации, руски наративи кои често завршуваат и во медиумите. Како вие гледате на тоа? Многу тешко. Јас можам да кажам што за жал Русија многу е успешна во пропаганда и како да се борите со таа пропаганда, ние како да се бориме. Буквално моја порака што на такви моменти кога јас гледам како руска пропаганда, ама јас ја препознавам и не ја читам буквално и не навлегувам во нејзи, така нема смисла, нели, кога одиш по патот и гледаш нешто каолево, нема да го нагазиш да провериш дали е така. И со таа поента, ама Русија многу пари инвестира во таа пропаганда, прави многу фейкови, кои многу тешко понекогаш и се проверуваат, ама и да се докажеш, затоа што и на вистина они да кажат невистина со пропаганда све, таа вистина станува сива и на луѓето понекогаш треба многу пати да се докажеш со нешто. Буквално Што е вистина отколку тоа што не е вистина, која што можам да ви кажам само со еден најобичен пример од нашите бегалци кои беа тука. Он кажува, јас се јавам на сестра во Русија, која сестра му, родна сестра му живее во Русија, и кажува, сум во Киев под гранатирање, под све, она кажа, не, тоа е вашите војска ве гранатират за да не оцрнат. Он кажува, ма, јас тука се моментално, кажа, додека не ми покажеш со видео како проектил од Русија лета во твојата куќа, нема да те верувам. Тоа е вашата пропаганда, толку. Како граѓаните да останат имуни или да се заштитат од тој руски наратив? Некој совет? Да ви кажа, совет е да читат, да гледат телевизија што пообширно дава информација. Не само ако те гледаш, пак кажам од себе, ако гледаш нешто што само за тоа се збори, демек Русија добра, Русија прекрасна, или нешто, ќе знаеш што таму ќе се соочиш со пропаганда. Да, они ќе кажат некоја вистина, да не бидат сосем како фейк ньюс, за да им поверуваш, па после таа ќе кажат пропаганда, па она ќе те порасне во мозокот и ќе даде некој плод. Така, само да гледаш, да читаш историја, да знаеш што во историја никогаш Русија не била некоја држава која сакала мир. Они секогаш се шириле и се обстанувале со војните и таа е една од државите што сака цело време да прави војни. Украина ниту направила било која војна, секогаш се бранила за своје и ние многу миролюбив народ. Ние кажеме, не чепкајте, ние сакаме тука да живееме, сакаме да произведуваме, сакаме со нашите деца да патуваме, да растеме. Буквално живот е еден и да го преживееме многу убаво. А Русија не ги цени своите луѓе. Вие гледате, они кажат, ние имаме многу пари, еве ќе те упатиме 10 милиони, оди војувај, ќе се загинеш и ќе добијат твоите таму плюс кула, плюс нешто, и тоа за мене е многу страшно, затоа што колку моменти видовме од тоа што кога мажот во фамилија не заработува или алкохоличар или нешто, жена буквално го испраќа на војна, он таму да загине, а они да земат кола, да земат пари, све и гледат тоа како профит од некоја смрт. А колку луѓе он ќе убие, колку штета ќе направи во Украина, не ги интересира сега моментално тоа, за жал. Ви благодарам многу за овој разговор што одвоивте време и покрај денешните активности, се надевам сте уморни, но е важно да разговараме на овие теми и особено поради последната тема која што зборувавме, руските наративи кои што се почесто се застапени во медиумите. Ви благодараме пак што поканевте, дадовте можност да искажеме со што се соочуваме и пак благодариме многу на вас, на македонскиот народ, за секојдневна поддршка.
Ќе се обидеме таа поддршка да продолжи и понатаму, но се надеваме дека за брзо ќе биде постигнати траен мир во Украина. Почитувани, останете со нас, следува сведоштво од прво лице, од бегалец кој што повеќе од 7 дена патувал од Украина да пристигне во Македонија, да најде засолниште, практично бегалец од војната во Украина. Останете со нас, се враќаме за кратко.